Почитувани, се враќаме назад во студиото и сега ја третираме оној дел на Скопје, културата, кој што му дава живот на градот, односно се враќа животот во Скопје. За вечерва се најавени филхармонија со трибјут за творештвото на Квин, а претходниве денови бевме сведоци и на проекции на филмот Исцелител и на филмот Avec l'amour, двата македонски филма. Поради ова, мој гостин е Никола Наумовски од град Скопје. Никола, добре дојде. Добро вечер, фала на поканата. Господине Наумовски, однапред. Чија идеја се овие збинување на Скопје да му се врати баре малку шармот и животот за младите, да има културни настани кои што ќе може да ги посетат? Па не би знал да кажам чија идеја, на крајот на криштата и ова што го правиме во Скопје не е ништо ново во споредба со тоа што се прави насекаде во светот, особено во големите градови, каде се користи убавото време и традиционалната сезона на настани во простор, во културата. Традиционалната сезона е секаде во светот, јуни, мај. Најубавото време е тогаш за излегување надвор и секој град приредува содржини за своите сограѓани кои што се по дефиниција бесплатни и треба да го изразуваат творештвото на најдоброто што го имаат да го понудат културните институции или културните дејци во градот. И оваа година во градски парк решивме да направиме нешто поинакво од она што имаше веќе град Скопје правено претходните години, каде силите на МКЦ и Филхармонија ги обединува со некаков еден годишен концерт во манифестација која што вклучуваше сликарство и книги. Ние решивме оваа година да направиме нешто поинакво. Од една страна посегнаа кон нас Филхармонија, ни рекоа дека сакаат да го донесат во Скопје со своји аранжмани големиот познат нигериски музичар Феми Кути. Се согласивме на тоа, ја збогативме идејата со еден покомерцијален концерт на Квин, кој што ќе биде вечерва, и на тоа додадовме две кинопроекции на отворено кино, на македонски филмови, кои што оставиле траг минатата година. И минатата година тоа без дилеми беа Исцелител и Avec l'amour, секако во различни конкуренции, едниот игран, другиот документарен филм. Собра многу награди. Многу награди, кога го представувавме Исцелител, мислам дека беа десетина награди, а од тогаш мислам дека доби уште некоја. Поканети се на нов фестивал во Шангај, од листата на фестивали, и таму очекуваат да добијат добар пример. Ја мислам дека после долги години Скопје и Македонија имаат филм кој што зборува за градот во една вистинска смисла. Така. Освен овие филмови и концертот на Филхармонија, односно трибјутот за Квин, бевме сведоци на Вин Music Festival. И тој беше прилично поврзано едното со другото. Имаше само неколку дена простор меѓу двата настана. Па да, тоа го започнав да го кажувам со она што го кажам, нарекувам јас традиционална сезона на настани. Во Скопје и оваа година и минатите години врие од настани, кога во градот има најмногу луѓе, температурата надвор е најпријатна, најмногу дозволува. Само вчера ние имавме голем настан во Филхармонија, беше отварање на Скопско лето, голем настан имаше во Музеј на современа уметност, голем настан имаше летното кино во градски парк, имаше настан во Дебар Маало, исто така финансиран од градот, Скопје Стрит Music Festival. Значи, тоа се настани, секој од нив е полн со луѓе. Ако ги гледате со социјалните мрежи, секој од вашите пријатели бил на некој од овие градски настани или едноставно завршил во некоја кафеана, затоа што повторно времето го дозволува. Така што не мислам дека фреквенцијата е преголема, дека треба да се зачува нешто за другиот дел од годината. Едноставно ова е сезоната на прослави и на настани, така и треба да биде и во иднина. Така, за овие културни настани, јас барем лично се информирам, редовно ги следам, меѓутоа тебе ќе ти препуштам да им соопштиш на гледачите што
после отвореното кино со Исцелител и Авек Ламур, дали следи нова проекција, што после концертот на Филхармонија, односно кои следни културни настани ќе се случуваат? Во градот е да започнеме со денеска, би сакал да искористам приликата да ги поканам гледачите на 1 ТВ да ни се приклучат вечерва во градскиот парк, каде во 9 часот на бесплатен концерт Македонската филхармонија заедно со Queen Real Tribute Band од Белград и хорот на Македонската опера и балет ќе ни се представат со 500 evergreen хитовите на групата Queen. На тој настан не само што ќе бидат присутни сите скопјани кои што се во близина, туку ќе бидат и луѓе кои што не се од градов, и особена чест на градоначалникот е што има гости од 4 градоначалници од регионот. Атина, Солун, Загреб, Приштина. Атина, Солун, Загреб, Приштина, тоа се луѓе пријателства кои ги стекна во меѓувреме градоначалникот на оние тури кои што ги правеше по градовите, за кои што често го обвинува дека доаѓаат како непотребност. Градоначалникот Шилегов успеа Скопје да го стави па дури и на културната мапа на Балканот, и следејќи го примерот на тамошните градоначалници кои што се денеска во Скопје, се надеваме дека ќе го привлечеме вниманието и на тамошните јавности, да ми го представиме Скопје како град во кој што вибрира култура и во кој што може секој ден да се присуствува нешто ново. Разговарате ли за идеите со градоначалниците на тие градови, односно што можеме ние да им дадеме, што можеме од нив да преземеме како идеја? Многу тие средби за кои што почнав да зборувам се многу корисни, затоа што градоначалниците најчесто се фалат со своите најдобри адути. Тоа се, да речеме, во еден град се сообраќајот и урбанизмот, во друг град се урбаната опрема и Smart City, во третиот град се комуналната хигиена и така натаму. И тие луѓе знаат често да интервенираат со помош во смисла на луѓе кои што ќе ни дојдат, ќе ни ги реорганизираат предпријатијата, секторите, правилниците во градот, или можат да завршат тие посети со некаква донација или размена во двата правци помеѓу градовите. Скопје досега има пракса, особено од своите западноевропски и прекуокеански градови, да добива како посиромашен град, да добива донации во смисла на комунални возила, на автобуси и така натаму, така што да се игнорира меѓународната улога на локалната самоуправа, особено на град Скопје како посебна единица на локалната самоуправа, е стварно не, како се вика, малициозност во сваќање на позицијата на градоначалникот, што каква улога има, а и на градот. Номоски, можам да кажам дека пријатно изненадување е оној дел подрумот во градскиот трговски центар, кој што на некој начин го поддржавте и дозволивте да стане дел каде што младите уметници ќе ги искажат своите пораки преку графити и мурали. Токму Филип Конески беше гостин во студио 1, тој е координатор на проектот. Меѓутоа, дали има други делови од градот за кои што имате проекции да бидат разиграни во бои, да биде разиграно со настани, да биде разиграно со луѓе, едноставно нешто да се случува на одреден дел во Скопје, каде што граѓаните ќе можат наместо да седат дома да појдат и да се забавуваат? Па видите, културната стратегија на град Скопје, која што се уште не е напишана за жал, но ако се гледа она што е напишано во програмата на градоначалникот Шилегов за изборите 2017, е дека Скопје треба да се реобмисли во своето гледиште, односно во однос на перцепциите што ги имаат скопјани, останатите и странците и останатите во однос на градот. Кога тоа го имате како задача, е тешко да го направите. Кога го имате чудовиштето наречено Скопје 2014, кое што го окупирало од самиот центар на градот и практично секој кадар, секој видик, секој мирис, секој звук во градот. И тешко е да се избегне тоа. На некои луѓе тоа не име чудовиште. Има луѓе, поделено е мислењето околу Скопје 2014, како и одреден број го сакаат, одреден број го критикуваат. И поделено е мислењето и за тоа дали човекот слетал на месечината. Тоа не значи дека некои луѓе се во право, а некои се помалку во право, односно баш значи дека некои луѓе се во право, некои не се. Прашањето на Скопје 2014 не е прашање само на естетика и на дали
на човек му се бендисува или не. Тоа е прашање на безбедност, тоа е прашање на животна средина, тоа е прашање на искористеност на просторот, физибилити на целиот проект, така што не е само следување на естетика, дали некој сака црвена боја, некој сака плава боја или некој сака барок или сака модерна. Не е прашањето на Скопје 14 само тоа. Сега кога го имаме тоа предвид, мора да се каже дека Скопје од друга страна пред Скопје 14 има неколку своји приказни кои што беа заборавени или избришани од Скопје 14 и тоа се одејќи наназад, тоа се приказните на Скопје град на солидарноста, траги кои што намерно се брише од тој настан и од изградбата на Скопје, која што опфаќа космополитизам и интернационализам и солидарност светска. Потоа периодот на модерната, наследството од Втората светска војна, наследството од отоманскиот период и така натаму. Сето тоа беше бришено во корист на Скопје 2014 и ние сакаме сега, не само што сакаме да го игнорираме Скопје 2014, него сакаме на сите овие останати приказни скопски да им дадеме што повеќе видливост и графитите што ги кажувате сега се сосема нова приказна на Скопје која што не припаѓа ни ваму ни таму, но е сепак скопска приказна и е творештво создадено од рацете на скопски уметници. Да, тоа е креативно катче. И јас не можев ни да замислам посоодветен простор за галерија, каде што ќе има природно луѓе, луѓе ќе ги гледаат графитите од и муралите од автобус, наскоро ќе донесеме и повеќе публика и повеќе содржини таму и повеќе автобуси, за на крај да имаме нов сквер, да не го наречам, простор во Скопје, бесплатен, културен, кој што може да се најде не само на мапата на дестинации на кои што ги посетуваат скопјаните, туку и на туристите. Тоа ни е многу важно во иднина за овој простор. Така, кога го враќавте тој автобус, бројот 50, баш кај подрумот каде што сега се графитите, имавте како организација, како град Скопје една помпезна најава со диџеј, пак. Тоа беше нешто што вие го критикувавте во времето на претходниот градоначалник како непотребно. Тогаш од каде идејата за таква една прослава? Прво да се договориме за фактите. Помпезноста беше во тоа време налепена на некакви така наречени факти дека имало диџеј, дека имало музика и дека имало маици. И потоа... Не, се работи за финансиски средства кои што се плаќаат за тоа да се обезбеди. Не, кои што се целосно бесплатни и се собственост и опрема и луѓе кои што се вработени во град Скопје кои што ги оперираат и за тој настан не се потроши ниту еден денар од јавните пари. Ниту диџејот кој што беше ангажиран со некаков договор. Значи, град Скопје не влезе во објаснување на вакви факти, затоа што се работи за блатантни лаги од една страна, а од друга страна влегуваме во неконструктивни разговори околу тоа што треба да биде објавено во јавноста и не. А тоа е дека има нова автобуска станица во градот, каде што извесен број на патници секој ден ќе се симнуваат и ќе можат да ја користат, а при тоа ќе помогне во ревитализацијата на ГТЦ, иницијатива во која што чие зачувување јас учествував и чие што барање експлицитно било претходно да се врати автобуската во ГТЦ, чие што барање пред изборите во 2017 беше да се врати автобуската во ГТЦ покрај другите. Не, веројатно тоа не му пречи на некој. Така што е следење беше ставено како тоа да е некаква обична, тоа не е обична автобуска станица во да речеме во Драчево, каде што имате простор со чадори за да ви ја штитат главата. Ова е автобуска која што треба да врати живот, да врати муштери во ГТЦ за да ги натера сопствениците на дуќаните повторно да ги отворат, па дури да создаде работни места. И тој простор таму, таа уличка е замислена да служи за автобуси. И некој таа уличка е затворил затоа што купил непотребни двокатни автобуси.
Тоа го направи претходниот градоначалник и затоа би рекол дека боли кога се вика дека истите работи ги правеше градоначалникот. Да се има музика, да се има музика на церемонија, да се има музика на церемонија на пуштање е исто како што да се има микрофон или да се има бина. Мора да се има, тоа е кога собирате поголема група на луѓе да прослават, да обележат нешто, е сосема нормално да се има некаква музика и ние мислевме дека за таков настан во таква подземен простор е соодветно да има диџеј наместо да има виолина, да речеме. Така што прашањето дали било помпезно, ја уопште не сметам дека било помпезно, 0 денари градски пари се потроши, многу ми е драго што го поставите прашањето зашто конечно имаме прилика да се објасниме за ова. 0 денари градски пари, ова градски или народни пари потрошени за таков настан, со максимален ефект да им соопшти на луѓето дека имаат нова содржина во градот. Освен тоа место, освен подрумот каде што сега се графитите, беше дел, односно сивило кое што му требаше живот. Во Скопје, во различните општини има напуштени хали, фабрики кои што се затворени. Тоа се огромен простор кој што може да им се даде на алтернативните уметници да направат некакво креативно катче од сето тоа, нешто што постои во големите метрополи во Европа. Град Скопје има проекции за да им се дадат тие хали, таквите простори на млади уметници кои што би направиле нешто од сето тоа. А во изборната програма предвидовме така наречени јавни градски партнерства, во кои што такви иницијативи ќе ни се обраќаат и ќе им овозможуваме средства на, се разбира, оправдани со голем квалитет на нивните проекти, средства во кои што ќе им обезбедуваме неколку годишни финансирања на простори и на содржини. Но тоа е дел од една поширока стратегија за децентрализација во културата, во која што се огледуваме дека во Скопје и во моментов има 8 институции од областа на културата, но не сите се полни и така вибрантни со луѓе. И сите од нив се сконцентрирани во центарот на градот и сите од нив од десната страна. И е многу тешко да вие да продуцирате култура за луѓето од Драчево, Ѓорче, Бутел, Автокоманда, кога ви се културните центри во центарот на градот. Добро, има, затоа реков, има хали кои што, еве на пример има хала во Хром, има нефункционален театар во Киселавода. Тоа се простор кој што на една плејада на алтернативни уметници во Скопје може да им се даде истите да направат нешто тоа. Да, може, се согласувам, но сето тоа треба да биде спроведено низ процедура која што ќе обезбеди квалитет и нема да дозволи самоволие во однос на финансирањето на приватни иницијативи. Затоа кажувам дека тој процес треба да биде прво изорганизиран предвидено од стратегијата за култура која што градот Скопје треба да ја донесе, па оттаму да се гледаат насоките како да ги финансираме различните иницијативи кои што се однесуваат на просторни прашања, затоа што многу од прашањата во културата не се однесуваат на простори, туку на содржини, па треба да одберете дали ќе финансирате повеќе ликовна уметност или повеќе филмови или повеќе скулптура и така натаму. Не е само прашањето на просторот тоа што треба да го имате во математиката, но праксите во светските метрополи се дека за да биде културата почесто и поквалитетно конзумирана, таа треба да биде пристапна што поблиску до конзументите. И да, тоа го имаме предвид и особено ни е важно што во програмата и предвидовме дека во иднина ќе изградиме и нов културен центар на другата страна на градот, во единствената скопска општина која што нема, единствената светска општина која што е водена од Роми, така вибрантна култура во светот и во градот, нема институционализиран начин како да ги како тоа творештво што се создава на тамошните улици да го представи пред остатокот од градот и пред светот. И мислам дека наскоро ќе почнеме со нашите планови на тие луѓе да им овозможиме културен центар кој што баш на тоа прашање ќе одговори. Да се искористи некој стар простор кој што ќе се даде во корист на локалците и кој што ќе произведуваат култура во која што ќе натераат луѓето од другите градови, луѓето од другите делови на Скопје да доаѓаат кај нив наместо сите да доаѓаат во центарот на Скопје. Номовски, ќе ви се заблагодарам за одвоеното време.
како што е практика, Времето на Перонов, политички трилер на Ви Санта благодарам. Рирова. И Ви се надевам благодарам. дека ќе зборуваме за успешни проекти во наредното ваше гостување овде. И ја исто фала ви уште еднаш на поканата и се надевам дека нема да чекаме до следната година за градски летен парк да го дискутираме. Како што можевте